Добро вечер на сите и на тие што не гледаат тука директно во Рускиот центар на нашата почитувана публика, како и оние што не следат отпосле на нашата Facebook страница. Денес ќе зборуваме за едно многу интересен дел од Русија, тоа е Тверската област. Површина инаку Тверската област е речиси двојно поголема од Московската и ни е красат еден голем број знаменитости, започнувајќи од типичните дрвени руски храмови, разнолики историски старини, па се до природни убавини. Нали се начин да се стигне до Твер со авионски превоз е секако преку Москва. Постои многу добар железнички превоз на возовите ластичка, кои што одат од Москва до Твер. Твер е секако центарот, односно кажеме главниот град на Тверската област. Инаку она што е интересно е што градот е основан на Волга во 1135 година, односно тоа е 12 години постар од Москва и во текот на својата историја многу често се борел за статусот престолнина на Стара Русија. Денес, како што реков, ова е прилично голем регионален центар. Во градот Твер живеат по последните податоци 414.000 жители. Првото нешто на кое што би се асоцирале со градот Твер, тоа е така наречениот патен дворец на Екатерина Велика. Имено вие знаете дека со доаѓањето на откако всушност Петар Велики го изградил Санкт Петербург и го прогласил, тој го прогласил за нова престолнина на Русија, што значи дека престолнината се преселила од Москва во Санкт Петербург, но тоа не значело дека Москва останува празен град, оставен некаде настрана. Комуникациите биле многу големи и можно често се патувало од Москва од Санкт Петербург за Москва и обратно. И секако дека тогаш превозот не бил едноставен како денес, се патувало со запрежни коли и нормално дека по патот луѓето морале да одмораат, меѓутоа за императорското семејство секогаш морало да постои посебно пренокиште, односно посебен дел каде што тие ќе се одморат. Па така на патот помеѓу Санкт Петербург и Москва, императорката Екатерина Велика го изградила својот патен дворец, кој што бил наменет, како што кажав, за одмор. Инаку во палатата денес се наоѓаат галерија слики во која што се изложени збирки уметнички предмети на тверските губернатори од дворските имоти кои што беа национализирани по револуцијата. Зидовите на галеријата ги красат дела на Венецијанов, Пластов, Валентин Сиров, Михаил Врубелј и многу други. Ова е неизбежна точка за посета на Тверската област и морам да кажам дека треба да одделите најмалку 5 до 6 часа за пристојно да го видите овој објект.
Сталите, како што кажав, апсолутно се дворски, а, нели наменети за императорите и секако дека тие морале тука инаку постојано живеела послуга која што практично цело време била присутна затоа што не се знаело кој од царското семејство ќе пристигне, така што морала постојано да биде функционална. Еве предлагам едно кусо видео за да видиме како изгледа тој дворец секако однадвор. И така, како што можете да видите на ваква импресивно здание, кој што повторно ќе кажам, не е официјален дворец, туку станува збор за патен дворец. Следната наша дестинација, тоа е градот Ржева, кој што е далечено на 120 километри од Твер. И во периодот од 1941 година до март 1943 година, всушност е местото на кое што се воделе најкрвавите борби во Втората светска војна, вклучувајќи ја тука и познатата битка кај Ржево.
да напоменеме дека во овој период вкупно 1.300.000 припадници на Советската војна биле убиени, ранети, исчезнати и заробени. Токму поради тоа, во 2020 година во Рџево е отворен мемориален комплекс посветен на војниците кои паднале во оваа битка. Во центарот на композицијата се наоѓа 25 метри висока бронзена скулптура на советски војник, чиј шинел на дното се протвара во јато жерави, што всушност представува една референца на една од најпопуларните песни за војната, тоа е Журавли, односно Жерави. Овој дел од 2020 година, оваа точка во Цвирската област, односно Рџевскиот меморијален комплекс, е многу посетуван и би сакал да видите всушност за што станува збор и преку едно кусто видео. Навистина еден импресивен меморијален комплекс кој што заслужуваше да биде изграден, а ние продолжуваме на нашата следна дестинација, а тоа е езерото Селигер. Всушност за љубителите на одморот во природа, те барем еднаш во животот го посетуваат брегот на Селигер. Во ова огромно глацијално езеро живеат околу 30 видови риба
рибарите доаѓаат тука да ловат во сите годишни времиња, без разлика дали тоа ќе биде на чамец, дали ќе бидат на брегот или назима ќе ловат во дупка. На криволистиот брег на езерото има голем број хотели, кампови, така што туристите можат да изберат на кој начин сакаат да се одморат. Една од знаменитостите на Силигер е и градот Осташково, најголемиот на езерото и протоа мощно симпатичен за посетување, особено е интересен тука Словитскиот локален музеј што се наоѓа во самата црква. За љубителите на да кажеме минатите времиња е многу интересно што можат тука да се возат и со така наречен ретро воз на маршрутата Селигер Осташково Балагуе. Мощно живописно место. За московјаните е особено привлечно. Доаѓаат познатите рибари московски, доаѓаат токму тука на риболов. Уживете и ви убавината. Инаку морам да кажам дека на снимката, доколку видовте на разурната црква, доколку ја забележавте, ова е малку постара снимка, црквата веќе е обновена. Во принцип, руските власти гледаат во последно време, последните 20 на години, колку што е можно повеќе да го дочуваат културното наследство, секако дека тоа е огромно, така што иако ја видовте во сосема неубав вид оваа црква, таа денес е веќе морам да ви кажам реставрирана, бидејќи снимкава е од 2019 година чинам. Следната наша дестинација, тоа е Мило-Столобинската пустина, една од најинтересните дестинации во Терската област, која што од 16 век
taj инаку активен машки манастир, кој исто така, доколку забележавте на снимката, се наоѓа на брегот на езерото Силигар. Во советско време тука се наоѓал затвор за малолетници, исто така логор за воени заробеници, болница, како и туристички центар. Според легендата на островот Столобни на езерото се населил монахот пустиник Нил, кој станал познат по своите сесрдни молитви. Се зборувало дека никаква катаклизма или разбойници не можеле да го одселат од езерото. По неговата смрт на местото каде што се наоѓала келијата, почнале да доаѓаат монаси од цела Русија, кои што на крајот и на ова место основале манастир. Пред револуцијата тука се наоѓал всушност еден од најпознатите и најпочитуваните манастири од тогашната Руска империја, на поклонение на моштите на Свети Нил. До ден денешен доаѓаат илјадници аџи. Следното место тоа е Торжок. И ова место е многу интересно. Го посетувал многу често познатиот, или да кажеме најпознатиот руски поет Александар Сергеевич Пушкин. Одел кај својот пријател Соболевски во Москва, од Петербург во Москва, и тука значи останувал и секогаш велел дека за ова место во слободно време, значи ручајте и пржени котлети, односно плескавици, пробајте. Именно на иницијатива на рускиот поет, котлетите на Пожарски од сечкано пилешко месо пред пржењето се валкале во сушени парчиња леп, односно она што го нарекуваме преизланили, и станале главен специјалитет на градот кој што по кој што се препознава до денешен ден. Меѓутоа, градот не е познат само по гастрономија. Порано големиот трговски центар, кој што денес е мал провинцијски град, има импресивна природа на кеот на реката Тверца. Тоа е еден од најстарите во Русија. Тука се наоѓа еден од најстарите манастири, исто така, кој што датира некаде од 1038 година. Тука и уникатната дрвена старовознесенска црква од 17 век, така што има многу што да се види. Именно оно што сакав да го потенцираме, дека иако станува збор за провинцијални градчиња, тие се многу живописни, имаат прекрасна природа, прекрасна архитектура и навистина представуваат место за одмор од џунглата наречена Москва, иако секако таа со сета своја убавина, сепак како милионски град понекогаш знае да биде напорен. Еве да видиме и накратко како изгледа градчето Торжок.
И да тоа е градот Трчок. А сега ќе преминеме на една дестинација на една знаменитост на Твирската област која што многу е интересна, а всушност станува збор за потопината камбанарија во Каљазин. Всушност, оваа 74 метарска кула цирка од водата, која што и се наоѓа практично недалеку од брегот, туристите често ја фотографираат без при тоа да знаат дека под под водата, односно под оваа кула се наоѓаат всушност урнатини на некогашен манастир. Поголем дел од Троицко-Макарискиот манастир е урнат во 1940 година, така што светињата, затоа што таа се нашла црквата, односно манастирот се нашол на подрачје на кое што се градила на времето угличката електрана, хидроелектрана на Волга и угличката акумулација. На овој манастир, како што реков, денес потсетува камбинаријата, која неодамна беше реконструирана и варосена и по некое чудо спасени се и фреските од самиот манастир. Верувам дека ќе ви биде интересно да погледнете како изгледа еве таа земјана. Ете вака изгледа реставрирана Каљазинска камбанарија. А сега да одиме на едно мощно интересно место, за мене многу возбудливо, а тоа е изворот на реката Волга. Како што знаете, реката Волга е најголемата река во Русија, најголемата во Европа и една од најголемите во светот. И практично е тешко да се поверува дека овој извор или ако сакате поточе, кој што се наоѓа на Валдајската висеранина, е место на кое што извира токму Волга. Во близина се наоѓа и капела, и мостот, табла на кој што може секако да се направи фотографија. Инаку во Русија односот кон реката Волга бил посебен, таа се нарекува матушка, на нејзиниот брег се изградени безброј градови и тоа е нормално затоа што водата нели е живот, затоа што таа ја носи практично плодородноста на руската земја. И затоа и вековите, со векови наназад, изворите на оваа река многу често се посетувале. Уште во 17 век тука се наоѓал манастир, но тој изгорел и не бил обновен. А во 1912 година тука бил изграден новиот Ольгин женски манастир. Јас сега ќе ви предложам да погледнеме видео како всушност изгледа местото од каде што извира најголемата река во Европа, па вие пресудете сами дали
доколку никој би ви покажал сликата, ќе можете да кажете дека да, ова се изворите на Волга-Верховье. Исток великой русской реки Волги. Деревня в Тверской области, в 70 километрах от Осташкова. Самый интересный способ добраться до деревни – ретро-поезд на паровой тяге «Селигер» от станции Балагоя до Осташкова. Далее до колыбели Волги можно доехать автомобилем. Всего в 250 метрах от Волга-Верховья можно увидеть начало одной из крупнейших рек на Земле, которая здесь выглядит как небольшой ручеек. Пройти по первому мосту длиной всего несколько метров, сфотографироваться, перешагивая будущую великую реку. Над истоком установлена часовня. Внутри есть чаша, где можно набрать воды. Рядом расположен Ольгинский женский монастырь. Гостям разрешено подниматься на колокольню. Оттуда открывается удивительный вид на поля и лес. Недалеко Крестовоздвиженская часовня, символическая отметка водораздела 4 рек – Волги, Днепра, Ловоти и Западной Двины, берущих свое начало из одного района. Есть также и лавка с сувенирами. Пообедать можно на Ольгином хуторе. Он находится в нескольких километрах от деревни. Владельцы фермерского хозяйства предложат блюда из натуральных продуктов. Кроме этого, здесь же находится бесплатный музей старины. Экспонаты для него собраны в ближайших деревнях. Добро пожаловать! Еве не знам, кажете дали кога ја видовте поточето би ви поверувале дека тоа е всушност реката Волга, дека од тука извира. Следната ни дестинација е Ширков погост, кој што е едно представува ремек дело на руското дрвено градишништво. Храмот е подигнат во 1697 година. Не знам колку ви значи терминот руско дрвено градишништво, но сакам да напоменам дека овој вид архитектура се истакнува со тоа што при нејзината градба не се користи ниту еден клинат. Според една легенда името го има добиено по браката Ширков, трговци кои што ја подигнале црквата, инаку браката од Новгород во Москва носеле две икони на Јован Претача. На ова место всушност ја ги спуштиле иконите за да се одморат и потоа кога сакале да ги подигнат, не можеле да ги подигнат, па затоа на ова место тие и изградиле ваква црква, како што реков, без ниту еден клинат. Следната дестинација е исто така едно место кое што е можда значено, тоа е Вишни Волочок. Од секогаш ова место било важно всушност да претоварна стока на патот од Москва и од централна Русија воопшто кон престолнината тогашна Санкт Петербург.
Поради добрата локација тука секогаш имало многу фабрики, почнувајќи од шивачници до фабрики за преработка на дрво, за производство на стакло и така натаму. Пловчок е исто така познат и по производството на валенки. Не знам дали знаете што се валенки. Тоа се оние валени чорапи што обично на зима или се носеле. Во градот се зачувани голем број стари фабрики, како исто така и домови на богати трговци, кои што се изградени во различен стил. Така што овој град е можда интересен да се посети, затоа што е многу живописен и архитектурата е навистина многу интересна. Еве, за да не остане само на зборови и еднокусави. Така тоа беше Вишни Балачок, живописно градче. Последната дестинација во наша вечерашна екскурзија е градчето Конаково, односно село, да кажеме, кое што до 1929 година се нарекувало Кузнецова, а потоа било проминато името во чест на Порфири Конаков, учесник во револуцијата 1905 година. Ова место е познато по својот фајанс. Фабриката за производство на фајанс во овој град денес повеќе не работи, но локалните мајстори на просторот на фабриката во која порано се наоѓала и уметничка лабораторија, отвориле предпријатие и денес се обидуваат да го обноват овој стар занет. Инаку фабриката започнала да работи никаде на почетокот на 19-тиот век,
така што била навистина стара и изработувала многу квалитетен фанс кој што бил познат и во руската, и уште од времето на Руската империја. Меѓутоа, современите туристи денес ова место го доживуваат како една модерна ривиера во близина на Москва, бидејќи се наоѓа недалеку од патот М11, така што за московјаните можна привлечено место, затоа што за помалку од 1 час те можат да се најдат во една прекрасно природно обкружување. Еве да го видиме и делото. Во принцип е нашата последна дестинација на Тверската област. Како што можете да забележите, голем број од местата кои што ги видовме всушност се обилуваат со прекрасна природа, секако тоа се должи благодарение на фактот што сите најголемиот дел од овие места се наоѓаат именно на брегот на реката Волга. Навистина, јас кога бев во посета на Тверската област, бев восхитен од тоа како самото население се однесува кон реката Волга, како што секогаш велам, колку што во цела Русија се чисти улиците, реките и езерата, толку во Твер и Тверската област апсолутно е се премногу чисто, дури до неверување. Јас го имам посетено во есенско време, кога паѓаат листовите, постојано и насекаде се чисти и апсолутно не можете да забележите, како што видовте и од видеата, тие се правени со дрон, тие се аматерски, не се половината од нив се аматерски, не се професионални, така што можевте да видите дека апсолутно станува збор за посебен однос кон реката, која што и ја нарекуваат, како што реков, и мајка и животодарка. Јас тука некаде би привршил, доколку имате некои прашања. Добро, одмавнувате со главата, не значи, ќе ве поканам, еве, и на следните предавање на Рускиот центар, следите на нашата Facebook страница. Веќе одиме, како што реков, со предавања со настани во живо, така што ве очекуваме и следната недела тука со нас. Ви благодарам што вечерва издвоивте време да бидете тука во Рускиот центар.